уште едно издание на Не се лажеме со Хаџијанев. Како што ветивме, продолжуваме и понатаму со темата која што е една можеби од најболните во нашето општество, а се однесува на најмладите и заштитата на најмладите. Бидејќи разговаравме од неколку аспекти, разговаравме од правен аспект, разговаравме од образовен аспект, ред е да поразговараме и од аспект на граѓанскиот сектор. Денеска со нас имаме активисти од граѓанскиот сектор, Нина Митровик, која што е прв пат во Да не се лажеме со Хаџијанев. Нина, да им се представиме кои се функции ги имате вие како граѓански работник. Здраво, Методи, благодарам многу на поканата. Јас сум практично произлегувам од Штип, извршен директор сум на Сдруженијето Младенски клуб Штип, кој што постои од 2005 година. Практично на локално ниво работам со млади повеќе од 20 години всушност. Сум младенски работник, сертифициран младенски работник и мојата позиција моментална е програмски координатор во Сојузот за младенска работа, која што е национална мрежа на организации и понудувачи на младенска работа. Добро, тоа значи дека со сите овие титули, да кажеме, во граѓанскиот сектор, ако може така да се каже, имате сериозен кредит, но искуство во работа со младите. Тема која што не тишти нас е нормално одржливиот развој на младите, нивната безбедност, проблемите кои што ги тиштат со опијатите кои што се повеќе и повеќе ги има, и насилството кој што почнува да тлее и се развива помеѓу нив. Колку се безбедни младите кај нас? Не мислам дека не се чувствуваат безбедни големото мнозинство кои што живеат можеби во урбани средини, кои што потекнуваат од релативно типични семејства. Меѓутоа, она кое што се забележува во однос генерално на безбедноста на младите, јас извадив некои информации кои што беа користени за подготвувањето на националната стратегија за млади. И тука една од темите е безбедноста на младите и улогата на младите во создавање на безбедни околини, односно безбедноста, нели? Има неколку факти кои што се извлечени од некои истражувања кои што ги имаме правено во овој сектор како истражување на младинските трендови. И практично од аспект на безбедноста, особено во сајбер просторот, го спомнуваат младите како дури 55% од нив се изјаснуваат дека се често соочени со врсничко насилство онлайн. А 26,7% сметаат дека тој од страна на пријатели и познаници е практично најголемата закана онлайн. И истовремено 63% од младите никогаш не добиле обука или формално запознавање со проверка на информации онлайн, интернет однесување за заштита од сајбер насилство, заштита на лични податоци и датотеки и заштита на онлайн содржини. Значи тоа е генерално, сметам дека по-сериозно како по-сериозно го сметаат онлайн насилството, иако има податоци нели во однос на физичкото насилство и други ситуации поврзани со безбедноста во физичкиот простор. Сега кој ќе земеме предвид дека има еден податок колку млади се наоѓаат на интернет, значи речиси 99% од младите го користат интернетот секој ден или речиси секој ден. 1/3 го користат за посета на онлайн курсеви, кој што е просекот на Европската унија, а најголем дел го користат за социјалните медиуми, а исто така и како нови алатки за да се слушне нивниот глас. И овдека онлайн просторот дозволува зголемено учество на младите веројатно во креирањето на нивната на политики, во одговор на прашања кои што нив ги засегаат, меѓутоа сепак како што забележав дека дури 55% од младите се соочуваат дека често се соочени со врсничко онлайн насилство. Дополнително соработував со Сдруженијето Медија Плюс на еден проект кој што го има за безбедност на младите, безбедност во училиштата, и имав можност да работам со 3 групи млади од различни градови и од почеток на работилниците им дадов
2-3 прашања, нели првото прашање чисто да видам колку се запознати со тоа што е онлайн насилство. Следно прашање ми беше колку од нив всушност учествувале во односно биле жртви на онлайн насилство или врсничко насилство и колку од нив биле сведоци. Сега голема, да речеме во проценти, од сите млади кои што учествуваа и пополнија таа онлайн анкетичка од почеток, податоците беа дека околу 1/4 биле жртви на насилство, врсничко насилство, а 2/3 најмалку од секоја група учествувале, односно биле сведоци на врсничко насилство. Што значи тоа се директни, реални ситуации со кои што се соочуваме и се навистина загрижувачки. Значи, можеби податоците не покажуваат официјално толкави бројки, можеби не се направени премногу истражувања за да се видат конкретните ситуации кои се, но сметам дека реално постојат голем број на закани за младите, особено онлайн. Физичката безбедност е битна и секако онлайн просторот нели не нуди само физичка, туку таа е малце повеќе се прелева преку емотивните, преку социјалните сегменти. Меѓутоа безбедноста генерално се однесува и на тоа колку младите имаат здрав живот. Односно колку користењето на, да кажеме, опојните дроги, марихуаната и пред се амфетамините кои што имаат заземено експлозија на локално ниво, се сериозен проблем. Што имаме ли податоци како се движат тие работи во граѓанскиот сектор? Работи ли некој нешто на тоа? Да признаам, немам податоци во моментов, меѓутоа од моето искуство во работа и соработка со граѓанските организации, исто така и Младински клуб Штип е организација која што работи на програма за намалување на штети кај интравенски корисници на дроги. Немам податоци точни и проценки, меѓутоа се согласувам дека е значителен проблем, особено е поврзано со излегувањето навечер и она викенд користење на дроги и дефинитивно е нешто кое што влијае не само на на емотивното, туку и на физичкото здравје на младите. Мислам дека малку се организации кои што работат директно и многу посветено во однос на зависностите. Најмногу се работи на превенција, односно информирање, едукација на на последиците и штетите кои што може да настанат од користењето на дроги. Меѓутоа, немам податок сега моментално, но тоа е моето. Кој ги спонзорира овие активности? Државата ги спонзорира овие активности или пак тие се спонзорирани од некои проекти? Генерално граѓанските организации зависат од донатори кои што најчесто се странски донатори. Така што можеме со сигурност да кажеме дека огромен број од средствата кои што се наменуваат за овие работи се од странски донатори. Имаме ли податок за некој дека државата дала уопште на локално рамниште? Не збориме за Скопје затоа што кај нас за жал се сведува кога ќе зборат, дури и странци веќе почнуваат да ги фаќаме во тоа, дека кога зборат за граѓански сектор зборат само за Скопје. Па Скопје не е Македонија, да не се лажем. Значи дали има и колкав е бројот на донации споредбено, да кажеме, на локалните места? Не би можела да знам. Значи, немате таков податок, добро. Меѓутоа пак ќе кажам и не би можела да кажам за сите општини, нели? Но со оглед на тоа дека и нашата организација има работено во оваа област, јас порано повеќе внимание посветував. Спорите за општина Штип, така? Да. Повеќе внимание посветував, работевме работилници, ако ништо друго, на годишно ниво без донаторска поддршка. Но во координација и соработка со училиштата, со одделението за превенција имаме работено на темата, меѓутоа тоа беше за превенција од МВР? Да. Добро. Да. Што значи друга работа која што сакам тука да ја посочам е дека за многу работи кои што би подразбирале едукација, превенција, навистина не се потребни огромни средства, доволно е единствено координација помеѓу засегнатите чинители, оние кои што работат со децата и младите на локално ниво,
како во тие ситуации што сме работеле со одделението за превенција, со здравствен дом, со психолози од средните и основните училишта, меѓутоа тоа моје искуство е нели уште од пред короната, пред повеќе години. Но верувам дека не е многу честа пракса, но верувам дека може се да се направи со навистина многу малку средства, ако се координираат ресурсите кои што ги имаме на локално ниво. Кој според вас е проблем? Каде е проблемот за појавата на овој раст, да кажеме, на насилство, на несигурност на младите, на проблеми околу со користењето на овие нелегални средства? Каде лежи проблемот? Постои ли некако дали тоа е нужно зло кое што се јавува како резултат на глобализација, дигитализација, отворено општество, движење и така натаму, и е тренд секаде, или пак е резултат на, да кажеме, слаби институции или институции кои што можеби за себе се јаки, меѓутоа имаат многу лоша координација, немаат механизми како порано, каде државата била таа која што го имала главниот збор, сега тие институции се оставени сами на себе, многу малку средства се одвојуваат за тоа, или пак сето тоа е само декларативно дека ние суштина се грижиме за младите, ама само на хартија, некој ќе треба да се направи некоја стратегија, да направиме некој ивент, за да покажеме свесност, но некако, како што кажавте, се е повеќе на превенција и никако да превенираме. Зошто тогаш имаме експлозија и на насилство, како што рековте, или били присуство на насилство, споделување на такви работи, се помалку јавно се говори за тоа, но проблемите некако почнуваат сами да извираат. Јас лично мислам дека не само за овој, туку за сите други предизвици со кои што не само децата и младите, сите воопшто се соочуваме, е нефункционалноста на институциите. Искрено, тоа е мој впечаток. Ама ако имаме, например, ситуации на користење дрога во затвор, ако имаме ситуации каде што, не знам, само ја префрламе топката, ќе се случи насилство, ја префрламе топката од оваа институција на онаа институција без некакви решенија, мислам дека проблемот ни е може би имаме законски решенија добри, меѓутоа начинот на кој ние ги средуваме, односно се спроведуваат од страна на институциите, мислам дека тоа е еден од проблемите кои што доведува до само трупање на проблемите. И многу често, искрено во мојата пракса, не само за институциите, туку воопшто некако го имаме тој менталитет и култура, кој ќе планираме, например, нешто, многу често ние планираме врз основа на тоа што имаме како ресурси, што ние си знаеме и што сакаме да правиме. А не врз основа на податоци кои што би биле базирани нели на истражувања, да видиме каде е проблемот, со што има проблем и да го допреме тој проблем, односно да го решаваме тој проблем на начин што е најсоодветен. Да го најдеме коренот и коренот да се лекува нели она да се реши, а не последиците на крајот само да наоѓаме некои решенија за последиците кои што реално една последица ќе решиш, отвараш друг проблем. Значи, тоа ни е некоја култура што ја имаме кај нас, да не планираме врз основа на податоци и да ги криеме работите под тепих. Да. Тоа е и на крај имаме планина на која што се сопнуваме и се правиме дека не ја гледам. Едно друго битно прашање. Колку според вас, ако е тоа така дека институциите не се функционални, а имаме стратегии еден куп, имаме стратегии за млади, направили некоја евалуација на таа стратегии за да можеме да кажеме, слушај, ова е добро, ова не е добро, или само се фалиме дека сме ги донеле, и кој е контролорот? Граѓанскиот сектор е надзор. Значи не може да биде контрол, он може да биде надзор во смисла бидејќи нема законска, обврска да контролира. Особено во делот на младинско учество, младинска работа. Граѓанскиот сектор не е само надзор, практично спроведувач, особено во младинскиот сектор. Значи не сум сигурна колку тој е главен спроведувач, за жал, нели? Да. И сето тоа што рековте, за жал,
не е базирано на стратешки, на системски пристап, за да може да имате еден целосен. Од граѓански сектор може да биде да, меѓутоа проблемот е што не можеме да многу често да направиме. Немате капацитети. Како ќе го направите системски тоа е. кога нема? Вие добивате проект, Да, тој проект има органични тоа има ограничувања, има проблем со идеолошка континуитет. обоеност, дури има и политичка обоеност понекогаш. Да. Има политичка обоеност и идеолошка обоеност затоа што донаторите бараат начинот на кој што тие го спроведуваат и ви ставаат граница. Значи вие не можете доколку на пример ако не идете на проблем кој што еве да кажеме може да биде политички чувствителен, ќе ви давам пример. На пример една од анализите вели дека сегрегацијата кај децата е најизразена во Штип и во Битола, според податоци. Зарем мислите дека во Газибаба нема сегрегација на децата, а има во Штип и во Битола? Не дека нема. Иако внимавајте, никој не кажал која е причината за тоа. Значи сега да, меѓутоа факт е дека постои сегрегација во едно од училиштата во Штип. За Битола не сум сигурен до крај, само го прочитав податокот, така. Меѓутоа имате училишта во делови од општини кај нас, каде што во предпладне се вика едно, училиштето по пладне се вика друго. И сега вие зборувате за таа дека таму нема сегрегација. Зарем тоа не е малце смешно? Тука е проблемот. И ова се податоци добиени од проект. Да, сега затоа ви велам, тука е проблемот. Кои општини се опфатени? Тука е проблемот што на крај на криштата и не ги толкуваме податоците сите како што треба. Јас на пример кога ќе кажам дека зборам за некое истражување, ја кажам дека тоа истражување е спроведено како што кажав преска у 3 градови. И тоа е мој впечаток за 3 градови. Да, и тие истражувања се исто правени на регионално по една општина или нешто, мислам со ограничени средства, не се национални. И заради тоа имаме такви податоци. Меѓутоа, кој како ги толкува и како ги користи после, тука имаме голем проблем. Тука се јавува и обоеноста. Тоа сакам да го кажам дека кога имате вие, кога зависите од донори, не може да ги обвиниме донори. Нормално, они имаат своја агенда, имаат своја политика на својата организација. Колку и да се нели искрени до крај добри, има некои ограничувања нитки каде што вие кога ќе дојдете и ќе произведете доказ во кој ќе кажете слушај имате ваков проблем во општина таа и таа. Ако таа општина е политички чувствителна, само заради тоа што политиката ќе кажат тоа нема да го приемуваме или ќе кажеме овој податок нема да биде објавен. И тука има проблем веќе. Дали сега не доаѓаме до, ако веќе рековме дека државата нема капацитети сама да го направи тоа? Нема реално. Само не ги става во функција. Зошто? Имаме Зошто? Незнаење или немање волја политичка? Политичката волја мислам дека е огромно. Добро, нели ви е малце чудно да немате политичка волја да го решите проблемот со иднината, да го решите проблемот со најмилите, со децата. Да немате политичка волја да го решите проблемот со дрогата. Со насилството. Особено ми е чудно, заради тоа јас сум во овој сектор и се обидувам да направам тоа што можам. Тоа навистина зборува дека имаме ние системска, ендемска корупција. Не е дека Европа не мрази. Не е дека Западот не мрази. Ајде да кажам само, нели, на страна една од работите која што може да допринесе за младите да се, нели, да се занимаваат со корисни и конструктивни активности у слободното време, на пример. Треба да има некоја понуда на содржини каде што младите ќе бидат покрај тоа што нели ќе учат, ќе може да се социјализираат, да се дружат. Во последно време нема многу можности за младите, не во последно време, последните 2 децении или малку повеќе, нема многу можности за младите каде ќе можат бесплатно да користат, не знам, имаше такво нешто и веќе разговаравме во овој форум. Тоа беа тие пионерски домови, народни техники и сега. Меѓутоа системот бил порано таков да државата, бидејќи се мешала у се живо и диво, решила дека ќе се меши и во овој дел. И вработила луѓе. Имало вработени во пионерски домови, луѓе кои што земале пари за тоа и кои што биле на некој начин ценети или добивале награда од државата за да можат да се грижат за овие работи кои што вие велите. Сега исчезна тоа. Значи исчезна бидејќи сега има предприемачки општества и вели дека тоа треба да бидат на граѓански иницијативи, така ли? Да, мислам. И како тие граѓански иницијативи ќе можат ако они се непрофитабилни? Тука е голем проблем. Заради тоа што граѓанските иницијативи кажуваме дека се ограничени у однос на средства, у однос на мотивација. Не се сите има пуно колеги кои што нели волонтерски без разлика дали има проект или нема проект, има пари или нема пари, у континуитет работата се тера.
Да, тоа е факт, и тоа е за симнување капа. Меѓутоа, тоа е мала бројка на луѓе кои што не можат многу. Ние сакаме да работиме и се сакаме да направиме, меѓутоа мали сме на број, мали сме во однос на ресурси наши организацијски за да можеме да ги вложиме. А од друга страна, ќе ги видите и начинот на кој што ви ги даваат. Јас сега ќе ги видам средствата кои што ќе ви ги даваат, па има направено и тука еден голем страшен инженеринг. Тоа е посебна тема која што сакам некогаш да ја фатиме и можеби ќе ја фатиме со неколку. Јас не би сакала сега да зборам не сега за тоа, не, ама ја мора да го кажам тоа, извини вака сега. Мора да го кажам, тоа е страшна тема кој што се јавува несакана корупција во граѓанскиот сектор. Имате централизација, монопол на 5 организации у држава и страшно е што и партнерите кои што имаат добра намера, заради лош менаџмент во оние кои што им ги менаџираат проектите, велат сакаме да работиме со трастед, овој како се вика партнер. Добро, супер. Како ќе го разви? А вика ние сега сакаме да развиеме граѓански сектор. Па како бре побогу ќе го развиете граѓанскиот сектор? Како ќе им дадете ако велите дајте ми колку сте сработили во минатите 3 години кога не добиле ништо? И сите пари сте ги дале во 5 организации од државата и тие 5 организации, слушајте го сега ова, кога ќе им дадат на младите во вака организации, ќе им дадат по 3 до 5.000 евра и ќе им дадат 10 активности да спроведат. Па они не можат хартијата само да ја платат со тие пари, не дај Боже да организираат некаков си коктел за да ги почастат децата или не дај Боже мајци да сака некаква промотивност, им бараат и тоа фантастични проекти се прават за толку малку пари. И па како бе човече мислам можам за тоа да зборам дефинитивно. Збориме ви ветувам дека ќе имаме на цел, ама на тоа ќе викнеме неколку гости. Имам искуство со различни донатори, со различни организации, со различни тимови сум работела во изминатите 20 години. И плюс и сега работам, значи сакам да ја спомнам Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, која што има доста средства се издвојуваат за младинскиот сектор, меѓутоа многу често за мобилност. И она кое што сакав јас да го спомнаме, кога зборевме претходно за она кое што државата нели се нафатила за пионерските центри и другите, организирањето на слободното време на младите конструктивно, она кое што е сега моментално одговор, односно од 2020 година, според Законот за младинско учество и младински политики, една од работите, односно еден од сервисите кои што пагаат како обврска на општините, се младинските центри. Сега, младинскиот центар е замислен да биде нели простор каде што младите ќе се спроведуваат програми за младинска работа, каде што младите ќе може да се социализираат, да се дружат, да учат и така натаму и така натаму. Сега тоа кое што сакам да го нагласам е дека Законот за младинско учество и младински политики донесен во јануари 2020 година има одредба каде што вели дека секоја општина треба во рок од 5 години од донесувањето на законот да отвори најмалку еден младински центар на територијата своја. Сега, знаете која е ситуацијата сега моментално? Си ги запишав за да не ги заборавам на крај. Ситуацијата моментална. Сега е мај 2024. Имаме уште не цела година за да се оствари ова. Ние моментално имаме 7 младински центри отворени од Македонија. Да. Што е навистина трагедија. Колку општини имаме? 80. Заклучно и град Скопје, нели? Добро. Што значи од 81 ние немаме ни 10% отворени младински центри во 4 години. Добро, може тоа е показател. У финиш сме јаки ние, нели? Чекаме. Јас искрено се надевам дека пред локалните избори можеби ќе се направат обиди. Нормално. И стварно ќе ги ценам и ќе ги почитувам оние градоначалници кои што ќе Дали тогаш сметате дека имаме проблем тоа што централната власт и локалната власт. Централната власт ги има парите и се уште користи голем дел од колачот од парите кои што локалните власти треба да ги имаат. Значи нямаме целосна децентрализација. Например, идејата за локален полициски шеф се уште не заживеа и тоа како се вика, ниту едната, ниту другата гарнитура го сакаше. Претходниот режим на ВМРО не сакаше да чуе за тоа заради централизација. Овие кои што викаат дека ќе го бутат режимот, ништо не направија за тоа. Ќе видиме сега, бидејќи тука веќе ќе имате вистинска децентрализација и тука веќе ќе имате, како се вика, на вистина она што
бара Западот од нас, Европа го бара тоа од нас, да имаме таа децентрализација, да имаме вистинска граѓанска локална мобилност, која што ќе ги решава локалните проблеми, затоа што локалната полиција во Штип и локалната полиција во Берово, Делчево, па дури еве земете Охрид, Дебар, Кичево и така натаму, немаат исти проблеми. Имаат различни предизвици, различни состави, иако сме мала земја, нели имаат различни. Како сега да им најдеме грешка на пошто они ќе ви кажат ние немаме пари. Општини кои што имаат пари може да го направат тоа. Види, имаме пари за еден куп работи. Добро. Не знам за кои се фестивали можеме да најдеме пари, за се што можеме да најдеме пари. Тоа е посебно полна тема. Да. Кој ќе видите колку пари се даваат искрено, не ме за шунтови. Искрено не ме интересираат оправдание. Во однос особено за младинските центри или за нешто кое што се прави. Нели сите ќе кажат за младите издвојуваме толку и толку пари, нели тука ги рачунаме образование, центри за социјална работа и се поред. Меѓутоа учеството на младите е на минорно ниво, у смислу учество у процеси на носење одлуки. Проформа колку гледа да го стават. Проформа на ниво на декор, на го најдат некое детенце тука што го знаат, да, тоа е декор и тука. Тоа си го имаме. Тоа е вред. Злоупотребата преку, мислам злоупотреба, јас го викам злоупотреба и лош збор е веројатно, меѓутоа не ми се допаѓа тоа дека политичките партии ги индоктринираат младите. И слушнав за тоа дека наводно политички политички партии ослободувале деца од школа и им проправдале правни часови за да лепат плакати. Сега тоа имаме еден куп примери, што не сакам сега, не ми е поентата таа, сакам да кажам дека точно заради тоа не ме интересира и не можам да размислувам за никакви оправданија. Замислите за еден младински центар, некој минимум средства со еден човек внатре за програмски активности на годишно ниво би требале до некои 15.000 евро. Тоа се некој минимум, некој минимум што треба да се издвои. И сега збориме за простор за млади кои што на годишно ниво би коштал 15.000 евра, она некое и би бил отворен и достапен и пристапен за сите млади, бесплатно, за сите млади од општината, минимум 40 часа седмично. Што значи ти имаш место кај што младите ќе може каде што може да се дава. И кој што има функција, едукативна функција, информативна функција, има младински работник кој што треба да се грижи за, мислам ќе работи со нив, обучен, квалификувано лице. И сега да си кажеме, сме имале состаноци 1 мал милион со градоначалници, нели, со председатели на совети, чисто за да и ја разбирам, на нив не име професија младинска работа или младинско учество или нешто поврзано со младите многу често. Добро, може да имаат советник за тоа. Имаат службеник за млади, треба да имаат советници кои што ќе нели, ако ништо друго ќе ги советуваат за ова. Ако ништо друго, законот е обврска. Така. Е обврска. За која што треба да се информирани. Зошто тоа не го прават? Ако ќе отидеме, на пример, некој градоначалник каже: јас 2 улички ќе се асфалтирам со тие пари." Кој ќе ти оди по тие улички на крај на краиштата? Младите имат тенденции да се селат. Јас не викам дека младинските центри ќе бидат решение. Далеко од тоа. Еден младински центар, еден простор за млади нема капацитет сите млади од градот да ги спомне. Ние имаме уште над 4000 млади според попис. Плюс ако земеме предвид дека имаме и студенти, имаме и средношколци кои идат од страна. Значи тоа е маса на млади кои што можеме да очекуваме дека ќе прават ако немат можности бесплатни кај што ќе може да се дружат, кај што ќе се чувствуваат природно, кај што ќе се чувствуваат добре дојдено, кај што некој ќе ги слуша, ќе им помогне в случај кој ќе им треба, ќе ги информира за било што за можности. Значи, што би очекувале дека тие млади ќе прават во слободното време? Кај е проблемот според вас? Како може да се надминува ове, како се вика, оваа состојба во која, да кажеме, речиси да нема, колку има граѓански организации на локално ниво во градот Штип, на пример? Колку организации знаете дека постојат? И колку се активни? И колку од нив се фокусирани на работа со младите? Прво прашање е фокус, ако збориме дека примарна мисија и визија им се млади. Добро. Мислам дека 4-5, со тоа што се релативно нели активни, заради тоа што не можеме да збориме за континуитет. Така. Пак ќе кажеме дека збориме за спорадични активности кои што ако добијат проекти така натаму, добро. Значи тие се работи кои што влијаат, без разлика што ние можеме да имаме 5, од тие што се строго
за млади. А од друга страна имаме организации кои што не име примарен фокус млади, меѓутоа се дел од приоритетите. Така. И од тие сигурно имаме уште неколку. Добро. Кај нас, например, Фондација за развој на локална заедница, од тие организации има отворено млади хаб простор еден, кој што е некоја варијација, можеби. Мислам, младински простор е. Го спонзорирани? Тој мислам дека беше од британска, ама не ме фаќате за збор, е од странски донатор финансирано, со тоа што и општината има одреден удел. Не сум сигурна за кои проценти и кој размер станува збор, меѓутоа знам дека поголем дел е од... Што прават младите таму? Што може да работат таму? Тоа ќе ги прашате, може да се организираат различни активности, може други организации да организираат настани таму, имаат едукативни работилници повремено. Дополнително од истата организација и Младинска банка имаат некои активности кои што се поврзани со мотивирање, охрабрување за прибирање средства. Значи сега тоа си е нивна, може тоа ни повеќе да кажат. Дополнително, например, како што спомнав, Медиа Плюс исто така работи на едукација за сајбер насилство, за врсничко насилство. Меѓутоа пак тие работи се поврзани, дури овие што работиме исклучиво со млади, капацитетите се релативно ограничени и нема континуитет во работата многу често. Тоа се проектни активности многу често. Сега имаме и некои организации, нели од тие неколку, кои што работат исклучиво Еразмус програми, што значи размени, одење во странство, доаѓање тука. Такви проекти со тие се краткорочни релативно и мислам дека не може да се постигне некој значаен ефект за некоја сериозна група млади. Добро, идејата на тој дел сектор е да пополни оние вакууми кои што ќе се јават таму каде што државата, нели, она системски ќе го прави така натаму, а не да биде промотор и да биде главната работа. Кај нас обратно е поставена работа. Дека ние очекуваме дека граѓанскиот сектор треба да прави и често се префрла одговорноста на граѓанскиот сектор. Ние у граѓанскиот сектор сме ако сакаме, заради тоа што сакаме генерално. Така. Тоа е основата. Граѓанска организација се формира од минимум 5 ентузијасти кои што сметаат дека има некои проблеми, сакаат да допринесат да се решава. Тоа е. А немаме обврска тука да се, и многу често, особено у малите грасрут организации, зависат од волонтерска активност. И тоа се работи во слободно време. Мислам, не осудувам никого и не кажувам ништо, меѓутоа односот од страна, например, на институциите или гледање на работите, на едни од средбите кои што ги имавме со службеници за млади, советници, за да го промовираме, нели, законот и она кое што се обврски на општините под претпоставка дека не име професија и дека треба да се информираат, ако не самостојно, ете, ние ќе им кажеме, нели. И ситуацијата, зборуваме за младинските работници, дека во младинскиот центар треба да работи младински работник. Па нели можете вие тоа волонтерски? Некои волонтери. Не може да биде волонтерски. Работиш ли ти 40 часа седмично волонтерски у која и да ти е институцијата? Мислам, не фере тоа префрлање на топката на граѓанскиот сектор. Нас може да не има, може да не нема. Може утре да земеме и ние у државна администрација, например, или у нешто друго да земеме. Да не се лажеме, претходната власт вработи доста добар дел од граѓанскиот сектор кој што беше дел од таа така наречена шарена револуција и се шалеа едно време зошто Вучич нема атентати, затоа што ги вработувал атентаторите, зошто македонската влада многу малку е критикува затоа што се ги вработи сите целиот граѓански сектор. И добро, тоа е овој како се вика, сега да не излезе дека само фрламе дрва и камења по нив, нели? Не е целта тоа. Меѓутоа, имаме ние проблем кој што 30 години тлее. Не е тоа проблем од денеска. Или од нив, сега да кажеме. Кој ги гради капацитети на граѓанскиот сектор за да може да бидат вистински watchdogs, што би се рекло на... И зошто имаме таков однос? Некако имаме чувство дека имаме клиентелистички однос. Имаме чувство дека... Например, знаете што, имам чувство со колеги кои што работаме во странство, нив име предизвик да останат у граѓанскиот сектор. Они сакаат да останат таму, ама имаат добри капацитети. И покрај тоа што се критичари на власта, добиваат одредени буџетски средства кои што самата власт ги дава, ги донира, не како овде кај што се прави инженеринг, како си со книжка ќе добиеш проект, бидејќи видовме и тука корупција и така натаму. Дека секогаш е тој случај, меѓутоа имаме
ама имавме многу во изминатив неколку години, 7-8 години, кај што видовме дека организации кои што се блиски до власта добиваа проекти. И тука дури излегоа и скандали. Да не се сега, значи европски пари беа со магарења и со да не зборам сега. Тоа е случај сосема друга ситуација, ама пак е и што е излезено. Ама видете сега, тоа е вие куп... вака сега, ути кога ќе го збориме па за јавниот сектор, така може да кажеме дека имаме светли примери во јавниот сектор. Пример, сега да не ме сватите погрешно, земете општина Струмица. Они имаат доста добар овој однос со изградени така натаму. Они беа пример за, не знам, децении наназад, они беа пример за поддршка на младите. Со тоа што изливаа огромни средства. Тоа го имам и читано како извештај и така натаму. Сега имаат ситуација кај што имаат простор кој што е уреден за младински центар, а не ја спроведоа транспарентната постапка за да изберат организација која што ќе управува со него. Така што со една ситуација, важна ситуација. Добро, можеби најверојатно имаат и таму и друг, на пример, градоначалникот има сериозен пристап кон одредени политики кои се доста сензитивни во однос на тоа. Тоа е нели демократско право, политички е дозволено. Една работа која што мене ме лично многу ме погодува, без разлика дали јас сум про некоја политичка, без разлика кои се моите не знам идеали или не знам кои агенди треба да ги исполнувам. Примарно, за мене, да речеме, ако јас сум градоначалник, примарно би било да бидам неутрална и максимум поддржувачка за тоа што е потребно за младите. Мислам, без разлика која сакаш агенда правија сите. Ова што го слушам сега од вас, знаете ли колку имаме слушано од луѓе пред да дојдат на власт? Значи пред да дојдат на власт, сите го зборуваат ова на овој начин. Некако кога ќе дојдат, и кога ќе дојдат, после тоа си замачкуваме со вакво. Јас на студентите на дел од нив кога разговарам со нив им викам, можеби ќе бидеме среќни да го најдеме вистинскиот Фродо, знаете, од Lord of the Rings. Само он, бидејќи сите околу него се добри, и има добра цел, нели? Сите се добри ликови, ама кога ќе го допрат прстенот, некако тоа им го зема умот. Само Фродо може да кога ќе го земе, треба да го најдеме Фродо. Кој е Фродо што нема да сака да, нели, да таа моќ на столчето да го занесе. Не знам. Добро. Многу битна работа. Кој го гради капацитетот во граѓанскиот сектор? Ако веќе рековме дека ајде имаме проблем дека државата да не плукаме само по неа, не го разбира или нема капацитет. Она да го прави тоа, нема средства, се нема пари во ред. Како се гради капацитетот на граѓанскиот сектор? Како сега? Пазите една работа. Вие може да бидете ентузијасти да имате супер идеја. Меѓутоа ако немате ноу-хау, а дури ако лесно можете, дури ако немате интегритет. Разбираме? Ако немате етика во вас, ако немате тоа, значи можете брзо лесно да припаднете во коруптивни делови, затоа што тоа се пари кои што се дадени, некаде имате убави проекти кои што може да значат сериозни лукративни побуди така натаму, што ние како општество не сме имани. Не сме некоја култура каде што ќе каже, не речи да не постои. Само постојат добри закони и добри казни за тие кои што ги се прекршителите. Како ги градат капацитетите? Кој ги гради капацитетите на граѓанскиот сектор? ВООД? Да, генерално снаđи се сам веќе едно. Мислам, од моје искуство, на кој начин учиш? Учиш од можности обуки кои се нудат у граѓанскиот сектор, многу често обуките ги организираат различни организации, други граѓански организации. Сега, при обуките и правењето на обуки и обучување не би рекла дека има шанси за многу влијание, заради тоа што теоријата е таа. Сега, има ситуации кај што организациите сами се организираат, имаме граѓански ресурсен центар кој што е европски финансирана програма, проект, и тука има можности за поддршка, дизајнирање на Тоа е само простор, така? Не, плюс и консултации, обуки, јакнење на капацитети на граѓанскиот сектор. Значи има можности за обуки, има организации што се можеби специализирани за некои обуки кои што се потребни за персоналот у граѓанскиот сектор. Фали ли видливост за ова? Фали ли видливост да има поголема за ова, да се промовира тоа или јас можеби не сум сретна тоа? Јас како имам чувство дека се овие некои податоци кои што ми ги давате вие како нели искусен активист граѓански, посебно на локално, нешто што е богатство да кажеме, доколку Европа сака да го види тоа, бидејќи
А мене се зборува за тоа дека уствари ни требаат локалните граѓански организации, ама некои тие граѓански организации се сведу у Скопје. И они ќе го завршат проектот и мислат Види, имаме ние административци фантастични. Проблемот спомнавме ќе збориме за тоа следен пат. Меѓутоа, администрирањето на финансиското, особено администрирање на проектите не е баш лесна задача. Не е дека некој ти ги дава, ете ти го купчето, троши ти, прави од прилика тука. Тоа е јасно. Сега се оправдува секој лист, јасно. Стварно треба кадар. Затоа прашав. Значи, кој ви ги гради капацитетите, бидејќи знаете што читав у неколку повици, вика вака. Идејата, стратегијата на, да кажеме, на донаторите е да многу добра намера да го развијат граѓанскиот сектор во локалните градници. Меѓутоа, сите повици кои што ги гледам, вика да има 5 години искуство, да има кој ги гради тие капацитети? Како ќе направите 5 години искуство? Како ќе направите не знам, обрат од 50.000 евра? Граѓанските организации како граѓански организации стварно е тема за следен муабет веројатно, заради тоа што имаме многу голема флуктуација и активни, неактивни паузи у работење. Битно ми е затоа што не е бегање од темата, ова е баш тема. Ако веќе дефиниравме, се согласувам со вас. Единствен кој што го пополнува тој простор е граѓанскиот сектор кој што оди преку донација, бидејќи институциите генерално имаат проблем со ваквите, затоа што тоа не го сметаат како примарна дејност. И идејата, ако се сеќавате во текот на овој разговор, заклучиме дека граѓанскиот сектор идејата му да ги пополни вакуумите. Ако он треба да ги пополни овој вакуум, значи ја даваме судбината. Треба. Децата дека сеја судбината ни е таму и дека имаме перцепција, тоа е култура, не може да се бориме против тоа. 30 години очигледно сме се навикнале дека граѓанскиот сектор ќе го тера тоа. И сега затоа прашав кој ги гради капацитетите на тие луѓе. Имаме комбинација. Спомнавме младински работници, сега тоа не се луѓе кои што работат у граѓанските организации, треба проекти да пишуваат административно, финансиски, се зависи од тоа која позиција. Значи, ако збориме за младинските работници кои што треба да се квалификувани за работа со млади на младински програми. Ние имаме обука, Сојузот за младинска работа е еден од понудувачите на обуката за работници со млади, која што е развиена врз основа на стандардот за занимање, кој што е усвоен 2018 година. И сега, според, тој е во образование за возраст. Добро, тој е прифатен како стандард во Агенција за стандардизација, кај нас или е стандард онака? Да. Значи прифатен е како официјален стандард во Агенција. За занимање тоа што сакаме следно е да пробаме како професија, иако и тука сме релативно окей од наша страна. Она кое што го правиме е обучуваме работници со млади, ни сериозна програма. Имаме до сега обучено преку Сојузот за младинска работа како акредитирана установа за таа обука над 30 работници со млади од 2021. Јас сум од првата генерација и сум сега обучувач на таа програма. Коалиција на младински организации сега исто така е акредитирана установа и они имаат некои десетина поминато, што значи у Македонија имаме 40 на 45-6 сертифицирани работници со млади кои што поминале сериозна обука. Дел од нив работат во некои младински центри. Она кое што ние као Сојуз за младинска работа, ние се обидуваме да обезбедиме средства за да биде бесплатно. Два циклуси ни беа поддржани од Агенција за млади и спорт. Еден циклус волонтерски го работевме со колегите од Сојуз за младинска работа, за да можеме да... За Агенција за млади и спорт, браво и за вас. Добро. Со тоа што и Агенција за млади и спорт е во незавидна позиција, со тоа што не е на ниво како министерствата. Сега колку што слушнав, она буџетот за оваа година им е скратен, смешно. Мислам, и они работат со смешни пари за да може да спроведуваат. Сакав да кажам дека поддршката ни била од нив и имаме слободно одврзани раци, според стандардот за занимање, ние имаме дизајнирано програмата која што е одобрена, акредитирана и ја спроведуваме. Значи обучуваме луѓе во овој сектор ние. Сега за различни друга експертиза, на пример, кога е потребна,
други организации организираат еден куп различни обуки. Сега работата е на кого што му треба и да се искористат можностите кога е возможно. Бесплатни обуки има, и сега има некои агенции, консултантски фирми, универзитети што даваат обуки платени. И сега можностите се, јас лично како индивидуалец, како ги градам, јас сама си ги градам капацитетите. Од организации, например, кога имало обуки бесплатни или некој кој организира, кога слушнам, јас се пријавувам. Јас сум трошила многу време на обуки, онлайн имам поменато над 100 курсиви, има еден куп онлайн платформи кај што може бесплатно да се учат и тоа квалитетни од универзитети, различни специјализирани програми има, се вклучуваш и учиш. Дино, има ли надеж? Има ли кој да ве наследи помеѓу младите? Има ли интерес за... Има толку многу потенцијал. Толку многу потенцијал има у младите. Децата се фантастични, ама не добиваат максимум што треба. Еден друг податок што сакам да го споделам, што е многу разочарувачки, во одговор веројатно до некаде на ова прашање. Од Светска банка индекс за човечки истражување од Светска банка. Според ситуацијата која што сега моментално имаме со образование, здравство, социјала, дете од Македонија, од нашата држава, со тие услови кои што се на располагање, нема да може целиот свој капацитет да го искористи, односно може максимум 56% од својата продуктивност да искористи. Тоа значи, ако ние имаме сосема просечно дете што може 100 метри да истрча, нели? Ако тоа ќе истрча 56 метри. Ќе истрча 56 метри и толку, тука му е блок. После тоа ќе треба да копа. А дури ако е дете кое што е можеби повеќе од просечно и има капацитет за дупло од тоа. Тоа е сериозен проблем. Ние имаме, значи, бавејќи се, да кажеме, со проблемите, не дека не треба, забораваме на една категорија на деца, тоа се надарени таленти, кои што всушност треба да ја излечат оваа држава од оваа кал, ова тиња во која што се влеговме во 30 години и у кој тонеме како општество. Дина, бидејќи ни помина времето, за жал, кои се 4 работи кои што сакаме да ги порачаме за тоа како да се подобри безбедноста на младите и што е тоа што институциите треба да го направат за да ја подобриме, да ги пополниме овие огромни кратери, не вакууми, кои што постојат во насока на безбедноста на младите и градење на одржлив развој за младите. Прво, специфично за безбедноста, сметам дека треба да се координираат сите ресурси што се на располагање на локално ниво, за да можеме сериозен некаков импакт да имаме. Секој поединечно кој работи, мислам дека ништо нема да сработи, туку само ќе чекираме дека ете сме били или сме направиле не знам што, а всушност нема никаков ефект. Втора работа би било да се прашуваат младите. Учеството на младите е на... Да не биде проформа. Да не биде проформа, туку да се прашаат и со трпение да се изслушаат, бидејќи они имаат меѓу другото прво мислење, а втора работа имаат идеи и решенија, иновативни, кои што може да ги кажат и ние можеме да помогнеме само да се решат тие работи. Само треба да им се пружи соодветната поддршка и да им се кажи ајде. Значи тоа е клучна работа што младите се потценуваат и се занемаруваат. И трета работа, неопходни се услови за младите. Значи, еден од тие услови, една од тие можности мора да биде младински центар, најмалку еден на општината. Ако збориме за територија, општина која што е со поголема територија, за да ги обслужи потребите на младите, мора да имаме барем еден младински центар кој што ќе биде според стандарди и ќе работи како што треба за да овозможи барем некакво надополнување на сите тие занемарени можности кои што младите ги имаат изгубено евентуално пред децении, како бесплатни можности, како можности за дополнително насочување. И од друга страна морам, нели, пошто по формално образование одделенска настава, никош не сум работела, меѓутоа имам работа со училиштата. Сметам дека младите се преоптоварени со програми, им треба малку повеќе да се осмислат работите и имаше една статистика која што сакав исто така да ја споделам од ПИСА истражувањето, мислам дека беше практично ниски постигања на нашите ученици и едно кое што беше многу интересно, дека
Иако до својата 18 годишна возраст децата поминуваат 11 години на училиште, во просек покажуваат образовни резултати еднакви на само 7,3 години учење. Сега, тоа е некој показател дека може би малку премногу одиме, премногу време се поминува на училиште, се нема доволно слободно време, насочувањето, воспитната компонента е занемарена во многу, така што јас би обратила внимание и на образованието и квалитетот на Кога образованието. чујат некои родители ќе кажат море повеќе да бидат у школа, пошто они мислат дека све школата треба да направи. Ама нека бидат они у Меѓутоа, школа, може да така, има дополнителни други содржини, да. Добро. Дина, многу ви благодарам за одвоеното време, а вас, драги гледачи и почитувани слушатели, ви благодарам за одвоеното време и се надевам дека и овој пат побудивме интересна содржина, интересна тема. Не заради друго што не е можеби популарна како некој си шунт кој што се шири секаде низ етерот, но е многу битна бидејќи не засега сите нас. Останете и понатаму со Да не се лажеме со Хаджијанов.